врска со патриотските стражи кои што ги споменавте и дојдоа како најава од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН, дали такво нешто е најавено во МВР? Дали ќе дозволите такво нешто? Освен информации кои што ги пласираат во јавноста, нема никакви најави дека или официјално да се побара таква активност, меѓутоа не може да се дозволи ништо во просторот кој што се обезбедува. Затоа што ако сакаме да имаме мирно чествување, на овој ден ние мора да воспоставиме ред. И тоа е работата на државата, да воспостави ред и на основа на тој ред и протокол да помине се како треба. Следното логично прашање е дали ќе се дозволат собирања околу црквата утре? Значи, постои план оперативен на основа на кој што ќе работи полициските службеници. Ќе се дозволи на сите кои што се пријавени за да бидат дел од делегации и да положат цвеќе, да го чествуваат раѓањето на великанот Гоце Делчев, да можат тоа да го направат, меѓутоа во една мир, демократска атмосфера, цивилизирана, каква што доликува на земја која што претендира да биде дел од Европската унија. Собирање околу црквата дали може да има? Не може да има собирање во зоната која што е под делот на обезбедување. Значи, не можеме да дозволиме да се организираат собери и било што друго во моменти кога имаме зголемени тензии. Значи, на основа на безбедносните проценки кои што се направени, на основа на сето она што е добиено како насок од Советот за безбедност, на основа на податоци и информации кои што ги прибираме и разменуваме меѓу институциите, меѓу агенциите, ќе бидат превземени такви соодветни мерки. А заштитената зона каде почнува и каде завршува опис? Тоа е дефинирано со оперативниот план и тие не можеме да ги споделуваме вака во јавност.